Почитувани земјоделски производители, почитувани редовни гледачи на телевизија Нова, добро вечер. Еве не, и ова недела со нашата и ваша емисија за земјоделците, која е, како што знаете, во овој наш редовен термин во 21 часот секој петок, а репризата на емисијата е во недела во 12 часот и во среда во 14 часот и 30 минути. Секако, на почетокот го осликуваме периодот во кој се наоѓаме, значи сме со третиот ден од април месец, влеговме во календарската пролет и очекуваме берикетна година. Тоа е желбата на сите земјоделски производители и стручњаци, а дали тоа ќе биде така, со оние тектонски пореметувања, времето не предува дека може да биде и другачи. Ние го имаме најдолгиот ден во годината, во овој период, тој расте и нормално се ствара тој мегдан за активностите во земјоделското производство. Ние како секоја емисија, денес ќе ја почнеме со нашиот вообичаен осврт за времето, како значаен фактор, доминантен фактор би рекол, за обстојбата во аграрот, како тоа се одразува врз одгледуваните култури. Нормално имаме своја видување за состојбите во аграрот, кои ни случајно не се добри, каде што е целосно маргинализиран трудот на земјоделските производители и земјоделското производство. И не води патот кон увозна земја за храна. А Република Македонија со можностите и временските услови и тоа што беше како составен дел на бивша Југославија, беше целосно извозна земја со тони храна, која нешто е за препостувачко, што сегашните политиканти кои се занимаваат со своји престрелки, со своји навреди и повреди, како да дојдат до власт, како да корумпираат, како да направат криминал, а не да гледат дека аграрот е стожерот со кој Република Македонија може да бара прием во Европа. Зошто? Европа блиско е денот да биде главна за храна, а можностите во Република Македонија се големи, по однос на 275 дена кои ги има, сончеви, типот на почва и производителот кој сака да произведува за познат производител, познат квалитет, со позната цена. Тоа е Република Македонија како член на Европска заедница. А сегашната состојба со тие луѓе што не воделе од самостојбието и сега, тоа е катастрофа невидена, која нешто го гледаме, Грција зависни, Бугарија зависни, а не да се осврнеме кон себе, да бидеме производители на храна и да не ни интересираат нив. Тогаш ќе бидеме признаени од Европската заедница. И трагедијата да биде поголема. Она катастрофална приватизација, која е направена на нашиот аграр, унакажена за секогаш, со растурање на цели комплекси, комбинати од по 3000 луѓе, сега зборат за некакво здружување и ред други бедни работи, каде што младиот човек од Република Македонија преку 60% се работоспособен, ја напушти државата. Произведува храна во Италија, произведува храна во Холандија, во Германија. А ние веќе дали ке милиарда или две, пак имаме кредит или некакво задолжување за увоз на храна. Тоа е вистинскиот факт од теренот. Но,
ние да кажеме на почетокот. Рековме ќе имаме осврт за времето, ќе го елаборираме, како се одразува врз одгледуваните култури, имаме за состојбите во аграрот, каде ќе ги остикаме, бидејќи оваа недела загорчувањето на земјоделската фамилија е евидентно, со откупните цени на зелката, со откупните цени на пиперката, со откупните цени на раниот компир. Тоа е трагедија. Трговците заедно со политичарите каква канонада вршаат врз производителот, малтане да му го земат без пари производството кој го произвел со тешки маки. Затоа ќе имаме своја видување. И овие наши едукативни емисии имаат карактер на едукација на земјоделецот. Имаат карактер каков пристап да има земјоделецот со неговата фамилија кон науката, почитувајќи ја, значи анализата на почвата да биде база, колку ѓубре и кое ѓубре да го фрли производителот и во кое време, врз основа на агрохемиска анализа и стручна сугестија, колку пати и со кој комбинација од препарати треба да прска, против што да го добие тоа од стручни лица и наместо 8 или 10 пати да прска 2 пати или 3 пати. И сето тоа да има епилог на квалитетно, нетоксифицирано производство, кое ќе одговара за нашиот и за европскиот пазар. Тоа е сршта на нашите едукативни емисии, каде што сакаме едуциран земјоделец, кој ќе има економски оправдано производство, со неговата фамилија да биде добар производител на храна, каде што тој со своето остварено ќе биде задоволен граѓанин во Република Македонија. Наместо тоа, ние имаме тотално обезглавување, реков со крозната приватизација, раслојување на народот. Пазете, и тие луѓе сега ги живеат бенефитите во државата, бил председател, направил катастрофална приватизација, никој од обвинителството не го зима на одговорност. Дојди да видиш во каква состојба е Република Македонија. Наместо да бидеме обединети по однос на производство на храна, ние имаме политички престрелки, ја парчеме Македонија по сите основи, дали тоа национални или политички основи. СДС вика така, ВМРО вика, јас не знам, Филипче, до кога така ќе се однесува во Република Македонија. Распродажбата завршена, тој бара пак некакви алиби. Мантилот на работа. Бидејќи политиката е далеко од него. Но, јас немам коментар за тоа народот ќе го одлучи со гласачкото ливче, дали и кој и каде треба да не води. Тоа е трагедија на времето, каде што имаме целосно обезглавување на државата и целосна узурпација на секоја работа имаме криминални дејствија. Тоа е чудо од тоа што се случува во државата. Но, мислам дека тоа сепак еден ден ќе се среди. Освен тие состојби во аграрот, ние рековме целта на нашите емисии е точно едукацијата. Не е целта да представиме некакви препарати, да некој ги купи, некој комерцијализира или некој да од нив вади некакви бенефити. Целта е точно како да производителот новите препарати ги рационално користи, рационално примени и да има резултати. Со што ќе добие ефтин килограм од производство. И, што е најважно, нетоксифициран. Сета таа работа
е наше настојување, а јас верувам дека денот е блиску, кога секој производител и со неговата фамилија ќе се освести да каже да, ние ќе ја почитуваме струката и науката, ќе применуваме тоа што ќе каже инструментот, што ќе каже вистинската состојба во почвата, што која количина и кој ѓубре да става. При прскањето, прегледот од стручното лице утврдува која концентрација и која доза од кои препарати да се примени за рационална квалитетна заштита, каде што нема да имаме резидуи. Сето тоа е нашиот делокруг, каде што сакаме секој земјоделски производител која гледа оваа емисија да биде по таа насока, каде што секој производ, почнувајќи од неговата фамилија кој го консумира производот и на кој го дава, да нема резидуи, тоа е победата, тоа е успехот за нормалното живење. А не од пестициди има тровење, има појави на рак, појава на одредени болести, точно од несоодветно користење на ѓубрива и на препарати. Затоа нашата едукативна емисија да биде сватена како рационален пристап кон користење на хемиските средства и ѓубривата. И на крајот, точно денес, бидејќи имам многу секојдневие со контактите, со производителите, професор е тури 4 врејки уреа, 3 врејки кам и така. Тоа се тоа се само азотни ѓубрива. Тие даваат маса, а не даваат квалитет од приносот. Затоа анализата на почвата укажува дали азотот со фосфорот, со калиумот, со магнезиумот, со калциумот и другите елементи треба да биде во комбинација за да добиеме квалитетно производство, нетоксифицирано производство кое ќе одговара за исхрана. Тоа е суштината и затоа ние на крајот имаме прилог точно за значењето на магнезиумот како важен елемент, на калциумот, калиумот во тој чин на користење во почвата и во растението. Тоа се воведено од содржините со кои ќе се дружиме. Ако сме интересни, гледајте не. Ние одиме со джингл и почнуваме со освртот за времето. Скоро во секоја од емисиите, не случајно го ние потенцираме освртот за времето како прв и значаен прилог. Тоа го збориме од причина што времето како фактор е доминантен за обстојбата во аграрот. Секоја поволна година дава резултати во земјоделското производство од кое е задоволен производителот со неговата фамилија. Секоја ексцесна година со ниски температури, мразеви и така натаму носи штети по растителното производство, штети по фамилиите, бидејќи нема да имаат принос. Сега, ние имаме видно тектонско пореметување на времето во Република Македонија. Последните 3 години буквално немаме зима. Ова година, преку и минатата, ова е уште поизразена, веќе би рекол 25 до 30 дена вегетацијата е напред пред времето, пред временските услови. Што сакам да кажам за тоа? Дека 20 на дена вегетацијата почна порано. Благодарение на тие температури кои ги имавме во јануар, февруар, кои предизвика образување на стартот на вегетацијата. И крајниот епилог е сега, имавме еден бран кој се амортизира благодарение на
температурите кои ги имавме и на врнежите од дожд, иначе крајот на март, ние имавме температури веќе од -2 на Шапка и на повисоките места. Но, благодарение на рефлексијата и температурите кои беа порано, имаме загреена земја, со рефлексијата не дозволи да дојде до -3, -5 и така натаму. И што очекуваме со она долгорочна прогноза? Околу 8-9, тоа е следната недела, дека ќе имаме уште еден таков ладен бран, кој ќе има опасност да се задржи подолго и да причини штета. Но, да се надеваме врз основа на врнежите кои ги имаме сега и температурите, дека и тој ладен бран ќе биде амортизиран. Тоа го зборам од причина што на посеверните места, разговарав со Хрватска, има 25 сантима снег. Тоа е зачудувачки. Ние и да имаме тука снег, не може времето да се задржа подолго со ниска температура од 5 или 8 степени Целзиус. Затоа што ако дојде до тоа, преку 80-90% од овошните видови се во фаза на цветење, тоа ќе биде катастрофа со големи штети, бидејќи отворениот цвет е нежен и е со вода преку 90%. Водата со обменување на агрегатната состојба, тука ќе имаме мрзнење на секое цветче кое е веќе отворено. Да се надеваме дека нема да дојде до тоа, бидејќи, како што реков, врнежите од дожд може да обусловат влагата како амортизер, да не дозволи задржување на пониска температура и температурната сума која е исполнета и која ја потера вегетацијата, ја загреа почвата, која рефлектира позитивно и не дозволува да дојдат оние многу ниски температури. Дали тоа ќе биде така, останува да видиме. Предвидувањата се такви, што мене ме застрашуваат, но јас оптимистички гледам дека на Благовец, што знаеше секоја година да биде трагичен, да го загорчи. Благовец е ден на благост, на благослов. А од годините Благовец беше ден кај што го загорчуваше животот на земјоделските фамилии. Со мрзнење, ниски температури и така натаму. Да се надеваме дека ова година нема да биде така. А останува тоа да го видим веќе за една недела. Како тоа време се одразува врз одгледуваните култури? Морам да кажам дека таквото време, буквална пролет, поранета, од јануар месец имаме берба на пиперка, на љутата пиперка. Имаме берба на зелката, пролетната зелка. Имаме берба на младиот компир пролетен. Сето тоа е во позитивна насока. Порането, кое нешто ги радуваше производителите дека ќе успеат да дојдат до својата цел, зелката да се откупува по 50 до 60 денари, пиперката од 8 до 10 денари по парче, компирот 80 денари до 90, така натаму. Тоа на почетокот беше така поставено, што сите има верба во тоа дека ќе се случи. И што се случи? Зелката, уствари љутата пиперка од поодамно, од јануар месец се бере, дојде до 5 денари, па сакат сега уште да ја намалат. Срекне околноста што нема количини и оди за Србија за извоз и држи некаква цена. Зелката почна со 60 денари и сега вчерашниот ден сака да ја направат 30-35 денари, 20 и така натаму. А
за вашиот регион Гевгелискиот. Од Јосифово човек ми дојде со 5 декари зелка, крупна, убава, фантастична. Дошол трговецот, му рекол ки ти ја земам целата зелка за 4 денари по килограм. Ве молам. Тоа е најголема повреда на земјоделската фамилија која од семка дошла до производ од кило и пол зелка со сите мерки што ги презел 4 денари по кило. И производител вика ќе ја тањирам, не ја давам, бидејќи ти ја повредуваш мојата фамилија. Ти не повредуваш нас. А таа иста зелка кошта 50-60 денари горе. И он сака за 4 денари да ја земе. Со еден збор, тоа што го прави трговската сфера, има си депозит од политиканти кои се главната позадина, бидејќи трговецот од тоа што ќе оствари, го финансира после политикантот со бимови и со пароли и со овие постери, тоа не може да трае долго. Компирот исто така сака да го намалат. Тука стои едно целосно безредие и неизвестност за земјоделските фамилии. Голем дел млади луѓе. Професоре, јас повеќе не произведувам за трговецот да се игра играчка со мојата фамилија. Тоа е гласот што се слуша кај производителите. А политикантите, ВМРО, СДС, шпионење едни со други, подлизување, тие Европска заедница, тие не Европска заедница, Тоа е циркус во мало каде што народот треба да се вразуми, да ја подигне, да го подигне погледот, да види кои сме бирале, за каде сме ги бирале и што си играат играчки со нас. За земјоделието, трагедија, и со ИПАРТот, и ова сега инспекторот што е фатен, 100.000 евра. Тоа е македонскиот ген, дај му власт да го видиш колку вреди. Наместо честно да даде се на земјоделскиот производител, да му се овозможи убаво производство, за кое си има личен доход, не, личниот доход си е друг. А тоа што треба да земи од проектот, од провизии од некакви проекти, од мито, од царина или од било што, тоа е друга приказка. Таквото нешто додека постои, ние во државата нема да имаме ред. А тука, првично, од обвинителството, од тие бивши председатели, треба да седнат на обвинителна клупа, што и која бенефит ја имаат од приватизацијата. Катастрофа за народот кој е целосно во странство, најквалитетно работоспособен народ е во странство. И тие луѓе глава не ги боле по однос на тоа дека направиле зло и дека треба да сносат одговорност. Но тоа е нивна приказна за која реков и во нашите емисии, не сакам да дискутирам за тоа, но тоа влечи, бидејќи тоа ствара целосно безредие во земјоделието, девалвација на земјоделскиот производител со фамилијата, маргинализиран, не почитуван во општеството, а он ствара храна. Ве молам. Се трубаат странски инвеститори, а земјоделието никако да се реорганизира, да се престегне и да биде производител на храна за европскиот пазар, каде што таа сама ќе не повика. Наместо тоа ние имаме сосема маргинализирано земјоделско производство кое е уништено. Ние овие емисии
имаме намера само да ги декларираме оние позитивни работи како да стекнеме едуциран земјоделски производител за храна за европскиот пазар. Но, тоа што не притиска од секојдневието, точно од функционери кои сме ги избрале, за кои сме дале глас, прават прав ршум во државата и земјоделскиот производител е обезглавен, несигурен и произведува за непознат производител, за непозната цена и непознат период на плаќање. Дел од луѓе ми билат професоре, од лани имам од Куртовската капија неплатено производство. Да е моло, а он треба да произведува, ова година треба да работи. Тоа се фактички работи, но за тоа нека му размислат луѓето што се одредени од народот како да го дадат твојот максимум честито на народот, помагајќи му. Ние во најавата рековме дека нашите прилози што ги даваме секогаш имат некоја својоврсна стручна тежина како да имаме едуциран земјоделски производител. Дававме препарати, дававме се. Денес имаме за улогата на магнезиумот, на калциумот, калиумот, како главни сегменти во творбата на храната. Но да не должиме, имаме такво едно фино образложение, стручно, предлагам доколку режија е спремна да го погледнем. Со прилозите кои ги даваме во контекст на самата состојба на теренот, секогаш се трудиме да ги доловиме оние вистини кои се случуваат на теренот и што земјоделските производители треба да преземаат во одредени моменти. Кога се наоѓаме во еден навистина пеколен период, не случајно пак се враќаме на оние импулси од теренот, каде што високите температури го зголемуваат транспирациониот коефициент, го пореметуваат физиолошкиот дел на растението и тука имаме евидентни штети во сите одгледувани култури. Ние денес пак ќе кажеме за во овој период, кога имаме ненормално високи температури, кога растението е на искушение, а сме во период на плодообразување кај одредени култури, како што е виновата лоза, крушката, јаболката и така натаму, улогата на калциумот, магнезиумот и калиумот во овој период е и текако значајна за добивање на квалитетен производ со добра конзистенција на месото, од една страна, од друга страна за нормалните физиолошки функции на растението, што е значајна работа за овој период. Бидејќи влеговме во јули месец и почетокот сме на диференцирање на родните папки за наредната година кај овощите и лозовите насади. Сме во период кога имаме нагло растење на плодовите. Значи, зголемени фотосинтетски активности и така натаму. А тука, како регулатор, комплексот од калциумот, магнезиумот и калиумот и како позитивно делува и е компатибилен со нормалната заштита на растенијата. Ние ќе го дадеме оној значај на овие три клучни и важни елементи во овој период на развојот на растенијето. Значи, улогата на калциумот во растенијето, улогата на магнезиумот, улогата на калиумот.
а ќе го дадеме и нивното значење во почвата, што и како обусловува нормална функција на хранителниот режим на растенијето. Што и која улога одигрува примерата на калциумот во фолиарниот третман? Оние кои добро ја познаваат физиологијата на растенијата, оние стручњаци кои добро знаат функцијата на секој од елементите, за калциумот секогаш потенцираат дека во овој период на образување на здрав квалитетен ластер за наредната година, кој треба да созрее, кој треба да биде конструктивен, бидејќи калциумот учествува во самата конструктивност, во самата градба на самиот ластер. Улогата на калциумот во гроздот. Тоа е важна работа да гроздот, сега кога е во фаза на пораст, концентрацијата на киселините се зголемува и улогата на калциумот е итекако значајна во тој физиолошки дел. И третото, оние пупки кои сега се образуваат, значи почнува диференцијација на пупки за наредната година, калциумот одигрува клучна улога кај сите растителни видови на повеќе годишните култури. И, што е најважно, кога одиме со комбинација, фунгицидна комбинација за заштита, калциумот е компатибилен во тие комбинации и делува итекако позитивно, рефлексно да кажам, на тие ненормални високи температури. Таквата улога не е за занемарување, бидејќи при користење на калциумот, скоро во секое третирање, може да има само корист, бидејќи растенијето има еден фантастичен изглед, развој, енергичност, отпорност и листот е значаен каде што калциумот со фолиарното третирање и негово абсорбирање влегува во метаболизмот на растенијето и тука имаме навистина енергичен насад. Тоа нешто го имаме на лице место на самиот терен и затоа не случајно го збориме тоа, бидејќи од интерес за секој земјоделски производител да ја свати вистината. Магнезиумот, покрај калциумот, значаен елемент, каде што од тие светски проучувања потврдено е дека или трократно ги зголемува фотосинтетските активности на растенијето. Што тоа значи? Со фолиарен третман магнезиумот влегува во тој чин на хлорофилната асимилација, во самата, еве тука имаме пресек на листот, тоа е листот, пресек негов, значи, од епидермалниот слој, палисарното ткиво, сунгерастото и стомините отвори. Тука со приемот на магнезиумот имаме една стегнатост, една функционалност и една дво- или трократна поголема активност на листот, кој нешто се манифестира по неговата права зелена боја, по неговата големина, по неговата енергичност и зголемен транспирационен чин на прием или на трансформација на храната. Бидејќи таа хлорофилна асимилација се одбива точно во листот, кој од непристапна во пристапна ја трансформира храната, која оди кон
вегетативната маса горе, растението така расте гроздот, така растат зрната и тука имаме една голема корист од улогата на магнезиумот и неговата примена во производниот процес во периодот токму како што сме сега. И нормално со таквата зголемена фотосинтетска активност ние имаме зголемен принос и квалитет, што е најважно, на зрното од грозд, кај јаболката, кај другите култури, градинарските култури исто така. Калциумот и магнезиумот даваат фантастични резултати. Некои производители велат: професоре, пиперката ми е толку убава, голема, а тој во комбинациите добива калциум и магнезиум, каде што точно таа функција ја одигрува во тој производен процес. За калиумот. Калиумот е не помалку значаен, посебно во оние последни фенофази од развојот на растението, кога е период на зрење, до формување на плодот од било која култура, таа го дава оној шмек, оној најважен дел за органолептичкиот изглед на секоја одгледувана култура. Значи, квалитативниот аспект е многократно подобрен, посебно од калиум хуматот или фулвокиселините применети во овој период на предзрење, образување на зрење, добивање на бојата, оние сите пигментарни делови, доматот да добие права црвена боја, со последните третирања со калиумот се постигнува фантастична работа, а не шаренила по плодовите кои се и неподобни за пазарот. Значи, со еден збор, со примената на овие три елементи, со фолиарно третирање, ние го постигаме оној органолептички дел, надземен дел, би рекол, во кај растенијата во овој процес на сегашна функција на одгледувањето на тие култури. Сега ќе кажеме збор два за она невидливо, а не помалку значајно, што се одвива во почвата. Калциумот со примената на режимот на исхрана. Нормално, неопходно е тука анализата на почвата, да се утврди кое е присуството на азотот, фосфорот, калиумот и другите елементи, вклучувајќи го и калциумот, и магнезиумот, и калиумот. Значи, со еден збор, во почвата инкорпориран калциумот. Тој, навистина, кај многу производители, дел од производители сигурно и не го знаат, кај оние кисели почви или почви со pH 9 и така натаму. Калциумот аплициран во почвата. Тој успева да ја неутрализира почвата, да pH вредноста ја на еден начин доведе во тие нормални граници и тогаш ние имаме навистина фантастичен резултат, бидејќи растението при таква pH вредност има и најдобра функција, самиот корен. Доколку е кисела реакцијата, имаме симптоматики на недоволна осмоза, недоволно хранење, недоволни активности или антагонистички однос меѓу одредени елементи. А калциумот со неговата примена во почвата, но не произволно, туку со анализа на почвата, секогаш дава фантастични резултати. И да подсетиме некои производители доаѓаат, вика, имам одредени пригори на нивата, каде што побелува нивата
гледам како да има сол, како да има било што. На таквите производители се зима почвена проба, се утврдува вредноста и врз основа на резултатите се дава во случајот најчесто калциум во повеќе форми и тука за краток временски период доаѓа до нормализација на таквото место. Но со дисциплиниран, стручен пристап, а тоа нешто производителот секогаш го прави, бидејќи се работи за него, неговата површина, неговата култура, од која тој очекува одреден профит. Затоа калциумот и неговата примена во почвата си има едно посебно значење, бидејќи тој исто учествува во структурниот дел на почвата, врзувајќи, подобрувајќи структурата со оние други елементи, она решетка и нормално применет во почвата тој со хумусните материи, со другите творби, фактички обусловува една добра клима, би рекол, или добар амбиент на позитивната микрофлора во почвата. А тоа не е мала работа, бидејќи навистина калциумот како елемент ги има тие предиспозиции. Магнезиумот исто така и калиумот применети во почвата, пак ќе кажам врз основа на анализа, тие и како врзувајќи се во тој структурен дел, во режимот на исхрана, ствараат хармоничен однос во почвата, кореновите влакна ги препознаваат тие како елементи и со тоа абсорбирање тие доаѓаат во горниот дел од растението и со трансформацијата, хлорофилната асимилација, тие доаѓаат во една спојка со она фолиарно третирање и хранителниот режим од почвата и тука имаме еден целокупен квалитетен чин за добивање на еден квалитетен принос. Со еден збор сакаме да укажеме дека сега во овој период, при пеколните периоди, примената на овие компоненти бидејќи се компатибилни во режимот на исхрана преку системот капка по капка и со во фолиарното третирање, ние имаме секогаш добри резултати, кое нешто производителите веќе го имаат препознаено и ние тоа го повторуваме не случајно, бидејќи со таквата примена имаме и една амортизација во таквото време кое го имаме со многу високи температури. И што е исто така важно? Со нивната примена важното нешто е за секој земјоделски производител да има 2, 3 или 4 третмана. Тоа воопшто не е економски оптеретливо, ако се примени стручно, како што треба и колку што треба, и крајниот епилог е за мене најважен со примената на овие додатоци во редовната заштита на растенијата, во редовната исхрана, може само да се очекуваат фантастични резултати од нивната примена. Тоа не го збориме случајно, не го збориме произволно, не го збориме од некој кабинет, го збориме од лабораторија, каде што веќе неколку години со нивната примена ги гледаме резултатите во лозарството, во овощарството и во градинарството. А последните 2 години и во цвеќарството, каде што се добива енергичен цвет и отпорен на тие фрапантно високи температури кои ги имаме
во овој период. Како заклучок морам да кажам дека примерата на калциумот, магнезиумот и калиумот по стручен принцип, со консултација со стручно лице, може производителот само да очекува добри резултати, добар принос, квалитетен принос, од кое нешто тој и неговата фамилија ќе имаат задоволство. Го видов тоа во лабораториски услови, го уеднаставив, за да биде разбрано, сватено и прифатено. Значи, не е само азотот, туку и другите макро и микроелементи со еден аранжман и стручен пристап и нивна примена ќе дадат квалитетно, нетоксифицирано производство, кое ќе одговара по стандардите за нашиот и за европскиот пазар. Доколку има некои нејаснотии, ние сме на располагање секогаш да дадеме свој допринос како производител да добие квалитетна храна за пазарот, кое нешто е врзана со здравието на човекот, кој јади нетоксифициран производ и квалитетен производ, кое нешто значи многу. А тука е и крајот на наречената наша емисија. Ви благодариме на вниманието со кој не следесте. Со нови содржини ќе се видиме следната недела.